Од 7 јуни тече јавниот повик за мерката инвестиции во модернизација на земјоделски стопанства и тоа за набавка на трактори од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2025 година. Краен рок за поднесување на барањата до Агенцијата за финансиска поддршка е 7 јули годинава. Паралелно активни се уште два повика за набавка на приклучна земјоделска механизација и за инвестиции во опрема. За сите три јавни повици максималната вредност е 600.000 денари по корисник. Право на аплицирање имаат земјоделски стопанства запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно Законот за земјоделство и рурален развој. Крајниот рок за доставување на барањата е 11 јули годинава. Раководителот на регионалното одделение на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Куманово Џабе Рамадани информира дека земјоделците имаат најголем интерес за набавка на трактор. Најинтересно актуелно е што тече е набавка на трактори, на кои гледам има доста голем интерес земјоделците. Сега тука се ограничени можности, не може да конкурира сите земјоделци, туку право на аплицирање имаат индивидуални земјоделци кои се регистрирани преку централен регистар и индивидуални земјоделци кои се регистрирани преку пензијско-инвалидскиот фонд. Исто така имаат право да конкурираат и земјоделци кои земјоделството е како дополнителна дејност, што значи по некој основи мора да биде регистрирани, било пензионери, било да се вработени негде. Исто така може да конкурираат и фирми на кои земјоделството ги е основна дејност. Гледам, интересот е многу голем. Имам доста луѓе кои веќе завршија, аплицира, има луѓе кои доаѓаат, прашуваат што треба од документи, како треба, меѓутоа како што знаете, веќе секоја година се просто станува таа работа, колку документација, така да нема буквално, може да кажеш ништо. Ти само една изјава има која се нотаризира, со која изјавуваш дека последните 10 години немаш земен трактор. Било преку ИПАРД, било преку програма за развој. Друго, една понуда, ќе си земеш не 3 понуди како што е на ИПАРД пример, една понуда и тековна состојба со производствен план. Минимум треба да има 10, минимум треба да има 2 хектара земјиште, али таму е рангирано со бодови, така да од 10 хектари нагоре ги постигнуваш максимум бодови, 100 бодови, 100 поени, од 2 до 10 се 70 поени. Има таму и со овоштарство, со лозарство кои може да конкурират, меѓутоа поените се толку на број што тешко се исполнуваат. Мора да биде мешано земјоделско стопанство да постигнат повеќе поени да можат да се класифицираат да се разделат понатаму и да се рангираат на листа. Сега очекуваме и од тие јавни повици да се јават луѓе да се конкурират. За приклучна механизација веќе имаме најавено доста луѓе кои веќе спремаат документи, барат понуди и така натаму, така да ќе има и тие. Верувам дека ќе има доста и за приклучна механизација. Ако не други тие што имаат трактори земено последните 10 години, имаат право да конкурираат за тоа, зашто за приклучна не е ограничено тоа ако се зема од порано и не може да земеш сега.